Ова утро зборуваме за креативноста кај децата, заедно со мојот денешен соговорник, ликовен уметник по професија Доротеј Нешовски. Добро утро до вас. Ќе зборуваме за курсивите по ликовна уметност, тука каде што ги одржувате и вие. Добро утро. Добро утро, драго ми е на поканата. Јас сум Доротеј Нешовски, уметник, визуелен уметник, интердисциплинарен уметник, работам со деца, со возрастни. Пред се тука сте денеска во креативното студио на Умна куќа, каде што концепираме работилници, курсеви за деца и за возрастни. Одлично. Ајде да слушнеме какви се курсивите пред се за децата, па понатаму ќе ги слушнеме и за возрастни. Пред се работилниците се наменети баш за деца од 5 до 12 години, концепирани се така што се поделени во разни групи. Значи нас работилниците ни почнуваат вторник, среда, четврток и сабота, имаме разни работилници, пред се за детска едукација и почеток во ликовната уметност. Почнуваме со децата од 5 до 6 години, тоа е во сабота од 11 до 12, па после преминуваме во 7-8 годишни деца, тоа е во 12 и 15. Пред се доаѓа тука за да стекнат ликовна едукација, запознавање со ликовни уметници, работа на моторика, работа на концепти, работа на ликовни техники. И пред се децата тука, освен што уметникуваат, се социализираат и се создаваат еден вид на креативна дружба, каде што понатаму ќе користат во своји креативни проекти и цели за наменети баш за нив. Споменавте дека во повеќе групи се поделени во однос на возраста на децата, што учат овие најмалите. Од 5 годишна возраст, верувам дека треба да им се задржи вниманието, бидејќи се уште не се тргнати во училиште, ќе дојде некоја предшколска возраст. Цртата слободна тема, дали вие ги водите, како тече еден час? По еден час деца што ние го концепираме прво темата на работилницата, пред се почнуваме со ликовната техника со молив, они да научат прво како да го постават цртажот, па подоцна избираме некоја техника, дали тоа е водени бои, дали се темперни бои или фломастери, со цел да го постигнат композицијата која што е наменета токму за нив. Пред се за најмалите гледаме тоа да биде во однос на нивните интереси кои што се моментално, дали преку цртани ликови, дали преку одредени теми кои што се моментални за нив интересни. Пред се работиме и на репродукција, каде што они треба да научат како тоа да го принесат цртежа, како да постават цртеж, но секогаш гледаме дозата да биде низ нивната призма, тука сме ние да помогнеме, да интервенираме, но гледаме тоа они како ќе се снајдат во целиот тој процес и да остане сепак детско и едноставно нивните идеи да преовладуваат. Треба ли да се има уметничка душа, за народски кажано, за да се научи да се црта, или може да дојде некој дете или возрастен кој што претходно не знал да црта, немал желба, може ли да научи да црта преку курсевите? Токму така, овие курсеви се нормално за сите. Нема потреба пред знаење, тука почнуваме од нула, едноставно уметничката душа секого има, само треба да ја разбудиме и да ја канализираме во еден позитивен уметнички креативен потенцијал. Значи, уметноста се учи, се создава, таленти имаме премногу и доаѓа деца кои што се талентирани и ние сакаме да ги наслучиме и да ги градиме во едни личности кои што понатаму би влијале во општеството, освен креативно, визуелно, естетски, како влијателни во социјалните кругови и промена во однос на духот на градот. Одлична визија, нели, за идните уметнички души, без разлика дали се интересираат за ликовно во моментов или не. За едната група споменавме за оние најмалите, како да им се задржи внимание што учат, што е со оние малку поголемите. Зборуваме 8, 9, 10 години, дали веќе учите, не знам, геометриски фигури, малца знаење, дали се внесува во курсеви? Во однос на поголемите поставуваме цртежи или композиции од мртва природа, работа со јаглен, сенчање, тука офаќаме портрет, значи портрет односно работа по гипсен модел или работа по жив модел, тука се треба да научат поставување, пропорции, треба да научат перспектива, ликовни елементи, принципи. Тоа е ликовен јазик кој што се комуницира, тие се ликовни елементи или уметноста го ја градиме како ликовен јазик кој што понатаму треба да биде искомуницирано или со гледачот или со тој што ја создава самата уметност. Градиме, се обидуваме да градат сопствен автентичен стил,
работата во секој дете има различен афинитет. Ние гледаме тоа ке секого да го развиеме поединечно, зашто некој е наменет за стрип, за цртачки, некој за сликарски техники. Така да опфаќаме сув пастел работа, опфаќаме и туш, исто така работиме на моделација и малце да излеземе од дводимензионалното градење на скулптури кои што се тродимензионални и создавање на одредени визуелни скулпторски решенија кои што се детски, не само детски, туку едноставно тематски ги одредуваме според форма, според портрет и така натака. Овде исто така самите деца сакаат и да прославуваат и родендени, работиме на концепирање на креативни родендени кои што се уникатни, они сликаат на платно и така да сите заедно сакаме убаво да си поминеме, така да секој го повикуваме кој беше сакал да има некој креативен роденден, може да не се приклучи на побера на Инстаграм мрежите или на социјалните мрежи, да. Јас ви благодарам за одвоеното време. Будете креативност така и младите, тоа е најбитно според мене, мислам дека навистина корисно, не само за цртањето да се научи, туку воопшто рековте да се социјализираат, можеби утре во општеството многу повеќе ќе придонесат, отварајќи таа имагинација од малку. Па да, баш така ми тоа е намината да они креативно и да фантазираат и да имаат имагинација, да се отргнат малце од тие технологии, наставно да може да дојдат и да размислуваат малце поинаку. И затоа се битни овие креативни работилници и затоа ги повикуваме родителите да се вклучат во вакви настани со цел за да можеме да слободното време да го поминеме и позитивно во креативна форма и производ. Јас благодарам за одвоеното време и за овој. Фала ти многу и на тебе.